Болните од целијакија, на кои единствен лек им е безглутенска диета, веќе 3 месеци ја чекаат ветината рефундација на средствата од Фондот за здравствено осигурување, откако на почетокот на годинава беа принудени од свој джеб да си го плаќаат брашното без глутен, иако истото е на позитивната листа на лекови и е на рецепт. Ова брашно во јануари и во февруари го немаше во аптеките и пациентите го купуваа во маркетите. Приватно купено килограм безглутенско брашно чини 260 денари, а на товар на фондот пациентите го добиваат со партиципација од 80 денари. 30 килограми брашно, колку што фондот признава за еден месец, ако се купат приватно, чинат околу 7800 денари. Истата количина со рецепт чини околу 2500 денари, односно 3 пати помалку. Во конзилијарното мислење на нас ни пишува дека 1 килограм ни следува на еден ден. Затоа зборуваме 30 килограми на месец. Тоа беше некој 2 месеци, каде што некои луѓе си го земаа на приватно, па потоа со документација во Фондот за здравство за рефундација на средства. По нивната реакција дека лекот не им е достапен, од фондот ветија дека ќе им ги рефундираат парите за овие 2 месеци. Безглутенското брашно набавено во месец јануари и февруари со лични средства на осигурениците ќе можат да ги рефундираат по референтна цена на фондот. Осигурениците во подрачните служби на фондот треба да поднесат рецепт, извештај од лекар специјалист или конзилијарно мислење согласно дијагнозата за потребата од користење на безглутенско брашно, фискална сметка и барање. Сега, од таму за Алфа велат дека проблемот е решен. Рефундацијата се одвивала тековно, како и дека нема жалби и поплаки од осигурениците до фондот. Станува збор за право кое е обезбедено и кое се реализира редовно. Сите подрачни служби имаат интерни упатства како да се реализира рефундацијата. Фондот нема информација ниту поплака дека некое осигурено лице има проблем со рефундирање на средствата. Доколку сепак било кое осигурено лице од било која причина има потешкоти во реализацијата на рефундацијата на средствата, ќе замолиме да се јави до ресорната подрачна служба или да поднесе представка до фондот за да може да се провери дали станува збор за нецелосна документација или нешто друго. Дел од пациентите што се соочуваат со ваков проблем, а сакаат да останат анонимни поради страф од притисоци, велат дека од февруари досега по неколку пати лично се обратиле до фондот, а по шетање од канцеларија до канцеларија, минатата недела им било кажано дека проблемот е административен. Пари имал, а зошто не се исплатиле на службениците во фондот не им е познато. Има некои членови, значи не можам да ви кажам точна бројка, каде што купувале приватно, доставиле документација, како исто така што се запознаани и вие, имало технички проблем, грешка, не знам што точно во Фондот за здравство, дека се одобрени парите, но не се легнати. Целијакија е автоимуно заболување кое се манифестира со тоа што организмот не поднесува глутен, а за да можат болните нормално да функционираат, треба да јадат безглутенска храна.